Почитуван председателе на Сојузот на борци од Народно-ослободителна и антифашистичка војна на Македонија, господине Стојановски, почитуван директоре на Националната установа Музеј на Тетовскиот крај, господине Стојчевски, почитуван председател на Сојузот на борци Тетово, професор Димитриевски, почитувани членови на Сојузот на борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна 41-45 и посебно граѓаните продолжувачи, представници на армијата, драги жители на Тетово, другарки и другари, почитувани представници на медиумите. Со посебно задоволство одговорив на поканата на Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово во соработка со Националната установа Музеј на Тетовскиот крај да бидам заедно со граѓаните на општина Тетово, овде во куќата на Јовановци, денешен меморијален музеј на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, заеднички да го чествуваме големиот јубилеј 80 години од формирањето на Централниот комитет на Комунистичка партија на Македонија како посебно значаен датум од нашата историја. И денеска, 80 години подоцна, зидовите на оваа историска куќа на семејството Јовановци љубоморно ја чуваат историјата на големите одлуки кои беа донесени на 19 март 1943 година, со кој е конституиран Централниот комитет на Комунистичка партија на Македонија. Оттука овој датум се смета за ден на формирањето на Комунистичка партија на Македонија и водилка за понатамошниот тек на Народно-ослободителната и антифашистичка војна. Со должна почит, тука би подсетил на членовите на првиот Централен комитет на Комунистичка партија на Македонија, чиј политички секретар беше Лазар Колишевски, а организацијски секретар мојата сограѓанка Кумановка Мара Нацева, кој заедно со Цветко Узуновски, Кузма Јосифовски Питу, Страхил Гигов, Бане Андреев ги поставија правците на делување на нашите народно-ослободителни сили. Овие видни дејци од тогашната македонска интелектуална елита, токму на овој нивни состанок во виорот на најзначајните борби за ослободување на Македонија од Втората светска војна, одлучија 5 оперативни зони да бидат координирани од 5 областни комитети, да се зголеми политичката активност, да се формира штаб на првата оперативна зона. Но посебно значајна е нивната одлука да се формираат поголеми воено-оперативни единици, што директно влијаеше на исходот на оваа војна. Тоа беше и почетокот на новите баталјони и бригади, чии членови, сплотени во идејата за зајакнување и просперитет на државата, низ единството на партијата, храбро не донесоа до конечната победа на Народно-ослободителната војска до слободата, а со неа и до долго посакуваната повоена македонска државност. Затоа би рекол дека овој светол датум представува и непобиден доказ за самосвеста на македонскиот народ, за силната и непоколеблива волја, победнички морал и слободарски дух на припадниците на партизанското движење на Македонија, изразен со висока политичка свест на борците и населението за постигнување на крајната цел, а тоа е создавање на македонската држава. Од друга страна, не можам а да не потсетам дека денот на формирањето на КПМ има посебно историско значење и за партијата од чии што редови доаѓам, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како носители на левите, прогресивни социјалдемократски идеи, членовите на некогашната КПМ, токму низ Народно-ослободителната антифашистичка војна во Македонија, преку храбрите партизанки и партизани, го остварија вековниот стремеж за независност и слобода на граѓаните на Македонија. Овие вековни идеи и традиции се темелите на СДСМ, која го продолжи започнатото и до ден денес успешно се справува со сите клучни предизвици за државата. Почитувани борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија, драги наши соборци низ новите премрежја при градењето на современата држава. Во своје и во име на МВР изразувам почит и благодарност кон сите членови на Сојузот на борци на Македонија, со искрени честитки за денешниот голем јубилеј 80 години од формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија,
со желби што поскоро големите датуми од нашето минато, од нашата крвава антифашистичка историја, да ги одбележуваме со комплетно исполнети стратешки определби наши и на нашите предци во модерна демократска држава со европски вредности. Овие големи датуми, но и хероите присутни тука, не подсетуваат дека слободата никому не му е подарена, а визијата на секој лидер е да ја чува и негува татковината, да ги носи вистинските одлуки во вистинското време за добро на својот народ, за својата држава, почитувајќи ги слободарските традиција, херојската историја и идејата на антифашизмот. Тоа било и останува наш вистински пат. Да живее Македонија! Благодарам.